Младите новинари се соочуваат со предизвици и ниски плати. Македонија падна за 4 места на ранг листата на воените сили. Пожар во домот за стари лица во Србија. Палестински затвореници го напуштиле израелскиот затвор Офер. Холандија ќе ги врати предметите на индијанско племе. Ракописното писмо се враќа во американските училишта. Бруталист, филм што ги освои публиката и критиката. Младите новинари во Македонија се соочуваат со сериозни предизвици, вклучувајќи ниски плати и недостаток на практична обука. Студентите по новинарство во земјата често се жалат на недостаток на современа опрема и прилики за реална обука. Во услови на финансиски тешкоти и несигурност, многумина се демотивирани да останат во професијата. Покрај тоа, младите новинари се соочуваат со високите политички притисоци и недостаток на независност во медиумите. Ова ги тера многу од нив да размислуваат за промена на професијата или да се преместат во други области, каде што можат да добијат подобри услови за работа и повисоки плати. Во обид да се справат со овие проблеми, Сдруженијето на новинари на Македонија и некои универзитети работат на подобрување на наставните програми и обезбедување на поголеми практични искуства за студентите. Дополнително, Сдруженијето на новинари организира обуки и менторски програми за младите новинари, со цел да ги подготви за професионален развој. Но, за да се остварат долгорочни подобрувања, потребно е да се создадат подобри услови за работа, како и да се вложи во поддршка на новинарството како клучна професија за демократијата. Се смета дека само преку целосно реформите на образованието и подобрување на условите за работа, ќе се обезбеди одржлив развој на новинарската професија во земјата. Во најновото глобално рангирање на воените сили, Македонија е на 112-тото место, што представува пад за 4 места во однос на претходната година. Ова рангирање, изготвено од страна на Global Firepower, ја проценува воената моќ на земјите врз основа на 60 фактори, вклучувајќи ги технолошките капацитети и воениот буџет. На првите 5 места доминираат САД, Русија, Кина, Индија и Јужна Кореја, кои понатаму се најмоќни воено. Рангирањето ги зема во предвид не само воените единици, туку и стратегијата и подготвеноста за мобилизација на ресурсите. Топ 10 на листата ја сочинуваат и држави со значителен воен потенцијал како Бразил и Турција. Иако Македонија не е високо на листата, важно е да се напомене дека земјата продолжува да ги развива своите воени способности во соработка со НАТО. Во раните утрински часови на 20 јануари, околу 4 часот и 30 минути, избувна пожар во дом за стари лица во Велики Борак, во белградската општина Бараево. Според информациите од РТС, 8 лица загинаа, а неколку други се повредени. Пожарот беше брзо изгаснат благодарение на брзата реакција на пожарникарите и противпожарните возила. Доктор Виолета Николик од итната медицинска помош изјави дека 4 повредени лица се пренесени на токсиколошкото одделение на Воена медицинска академија, додека на 2 лица им е укажана помош во ургентниот центар. На интервенција се упатени 4 екипи од итната медицинска помош, уште 2 дополнителни екипи од Лазаревац и една од Бараево. Главниот јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Белград, Ненад Стефановиќ, изјави дека постојат основани сомнежи дека пожарот го подметнал еден од жителите на домот, кој исто така починал. Наредена е обдукција на загинатите во пожарот и се утврдуваат сите околности на овој случај. По завршувањето на истрагата, Вишото јавно обвинителство ќе одлучи за понатамошните чекори. Во моментот на пожарот, во објектот имало 30 корисници. Брзата помош укажала на 7 повредени и ги пренела во Воената медицинска академија и ургентниот центар. Рано утринава, нешто по 1 часот по локално време, 2 автобуса со затемнети стакла го напуштија израелскиот затвор Офер, сместен на окупираниот западен брег. Според новинарите, автобусите се упатиле кон различни дестинации, но не е познато дали се за ослободени палестински затвореници или за други лица. Оваа акција се случува по најавата на израелските власти за ослободување на палестински затвореници како дел од напорите за намалување на тензиите во регионот. Сепак, детали за бројот на ослободени лица и нивните идни планови не се објавени. Палестинските власти изразија загриженост за безбедноста на ослободените затвореници и нивните семејства, нагласувајќи дека ќе се преземат сите неопходни мерки за нивна заштита. Од друга страна, израелските власти истакнаа дека ослободувањето е дел од напорите за поттикнување на мирот и стабилноста во регионот. Меѓународната заедница внимателно го следи овој развој, со надеж дека ќе доведе до намалување на тензиите и ќе придонесе за постигнување на долгорочен мир меѓу Израел и Палестина. 7 предмети од музеи во Холандија ќе бидат вратени на индијанското племе Ислета дел Сур во САД, меѓу кои и културни артефакти како штит и тапан. Артефактите беа земени во 19-тиот век од холандскиот колекционер Херман тен Кейт. Предметите биле во колекцијата на музеот во Лајден, но биле земени на контроверзен начин.
Враќањето е резултат на иницијатива за исправување на колонијалните неправди и правење праведен чекор за корекција на историските грешки. Вистина е дека ракописното пишување повторно добива значење во американските училишта. Во 2016 година, само 12 од 50 американски држави го вклучуваа ракописното пишување во наставните програми, но до 2024 година бројот се зголеми на 22 држави, вклучувајќи ја и Калифорнија. Вистина е дека истражувањата покажуваат дека пишувањето со пенкало на хартија е корисно за меморијата, когнитивниот развој, разбирањето при читање и фините моторни вештини. Според студии, физичкиот чин на пишување букви помага во формирањето на врски во мозокот, што веројатно го поттикнува препознавањето на буквите и развојот на читањето кај децата. Вистина е дека некои американски држави, како Индијана, го исфрлија ракописното пишување од наставните програми, додека други, како Илиноис, воведоа закони кои бараат од учениците да го научат. Оваа разлика во пристапот покажува дека нема универзален консензус за важноста на ракописното пишување во образованието. Вистина е дека покрај образовните институции и Националниот архив на САД бара познавачи на ракописното писмо за да помогнат во дешифрирање на историски документи. Ова укажува на тоа дека ракописното пишување не само што има образовна вредност, туку и културно и историско значење. Вистина е дека ракописното пишување има длабоки корени во американската историја. Во колонијалниот период, ракописот бил основен начин на комуникација и документирање на настаните. Писмата, дневниците и официјалните документи напишани рачно сведочат за животот и борбите на првите доселеници. Пример за тоа е Декларацијата за независност, која е напишана со прецизен ракопис, користејќи го тогашниот популарен стил, познат како коперплейт. Вистина е дека ракописот бил сметан за уметност во 18 и 19 век. Со развојот на образованието, писмото Спенсер станало стандарден стил за деловна и лична кореспонденција. Овој стил се карактеризира со елегантни закривени линии и е основа за многу современи калиграфски стилови. Пишувањето рачно не било само практична вештина, туку и начин на изразување на карактерот и културата на индивидуата. Вистина е дека со индустриската револуција и појавата на пишувачката машина, значењето на ракописното писмо постепено почнало да се намалува. Во текот на 20 век, машинописот станал стандарден за деловни и административни документи, а со појавата на компјутерите и мобилните телефони, пишувањето рачно се повеќе се заменува со дигитално пишување. Ова доведе до значително намалување на времето посветено на учење на ракописно писмо во американските училишта. Вистина е дека и покрај напредокот на технологијата, ракописното писмо останува важен дел од културното наследство на Америка. Многу историски архиви, музеи и универзитети организираат работилници и програми за зачувување на вештината на ракописното пишување. Овие иницијативи имаат за цел не само да го зачуваат овој традиционален облик на комуникација, туку и да ја истакнат неговата значајна улога во развојот на општеството и културата. Режисерот Брейди Корбет, познат по своите иновативни филмски проекти, се соочи со скептицизам при реализацијата на неговиот најнов филм Бруталист. Многумина во индустријата сметаа дека филмот нема да привлече публика, но тој успеа да ги надмине очекувањата и да постигне значителен успех. Бруталист е епска драма која го следи животот на визионерскиот архитект Ласло Тод, преживеан од Холокаустот, кој во 1947 година доаѓа во САД во потрага по нов почеток. И покрај почетните тешкотии и животот во сиромаштија, Тод се запознава со индустријалецот Харисон Ли Ван Бурен, кој го препознава неговиот талент и го ангажира за голем проект во Филаделфија. Сепак, Тод наскоро сфаќа дека успехот носи своји предизвици и жртви. И покрај првичните пречки, вклучувајќи ги одложувањата поради пандемијата и скептицизмот за должината на филмот од 215 минути, Бруталист успеа да освои 3 златни глобуси и да биде споредуван со култниот филм Кум. Овој успех е доказ дека креативноста и посветеноста можат да ги надминат сите пречки, а вистинските уметнички дела секогаш ќе најдат пат до срцата на публиката. Младите новинари се соочуваат со предизвици и ниски плати. Македонија падна за 4 места на ранг листата на воените сили.
Пожар во домот за стари лица во Србија. Палестински затвореници го напуштиле израелскиот затвор Офер. Холандија ќе ги врати предметите на индијанско племе. Ракописното писмо се враќа во американските училишта. Бруталист, филм што ги освои публиката и критиката.